Бугарските власти ја кренаа рампата за влез во оваа држава преку граничниот промин Златарево кај Новосело, кој беше затворен речиси половина година. Министерот за здравство на Бугарија, Стојанчо Кацаров, ја измени одлуката за забрана за влез на патници преку овој граничен премин заради пандемијата со COVID-19. Со новата одлука, Златарево ќе функционира 24 часа, при што за влез во Бугарија ќе мора патниците да поседуваат или негативен ПЦР тест, или доказ за примени 2 вакцини, или пак дека имаат прележено корона. На граничниот премин Златарево е отворен пункт на Државниот инспекторат за здравствена заштита на Бугарија, кој ќе има за задача контрола и обезбедување на потребните документи за влез во земјата, воведени со одлука на владата и наредба на министерот за здравство на Бугарија Стојанчо Кацаров. Објави од општина Петрич, чиј градоначалник Димитар Брчков инсистираше на отварање на овој граничен премин. Во Бугарија досега можеше да се влезе само преку Делчево и Девебајр од македонска страна, а преку граничниот премин Новосело Златарево се реализираше само товарниот сообраќај и се пропуштаа патници кои транзитираат низ оваа држава. Инаку на граничниот премин Златарево, како што кажа бугарскиот амбасадор, неодамна функционира и пункт за вакцинација против COVID-19 и за македонски граѓани. Запрашан кога ќе стасаат вакцините што ги вети Бугарија, амбасадорот изјави: Ни треба дозвола од Европската унија. А там процедурите се тешки. Ни треба дозвола од Европската унија, а таму процедурите се тешки и работиме на тоа да ни дозволи Брисел за донацијата. Но како што знаете, на иницијатива на доктор Милан Врабевски кај граничниот премин Делчево и Новосело има отворени пунктови за вакцинација на сите граѓани од Република Северна Македонија. Кадето има вакцинација за сите граѓани на Република Северна Македонија. Бугарија, иако е членка на Европската унија, ги признава сите вакцини кои се аплицираат во земјава.